Фолк пејачката Елена Велевска е моето друштво за денеска. Таа е една од оние јавни личности која што секогаш го привлекува вниманието околу себе. Сеедно дали е тоа нова песна, провокативна фотосесија или изјава од типот колку и да ме озборуваат колешките, сакаат да видат како мене. Јас сум сигурна дека разговорот ќе ви се допадне. Добра беше најавата, нели? Се кажано во неколку реченици. Здраво и од мене, поздрав до гледачите и драго ми е што имаме можност да споделиме нови случувања околу музичката кариера и да поразговараме приватно што ве интересира. Така, најновото случување околу твојата музичка кариера всушност е новата песна и видеото Недостапна сум за тебе. Песна која што излезе прво за бугарскиот пазар, а потоа ја препеа и на македонски јазик. Можеш ли малку повеќе да ни кажеш за тоа? Да, оваа песна значи е една од оние со помодерен карактер. Се навикнав да правам различен стил на песни, бидејќи самиот музички пазар не принудува да го правиме тоа. Всушност тоа е наш личен избор што сакаме да снимаме и како ќе се промовираме. Но ете, јас се навикнав да пеам и во клуб, се навикнав да пеам и свадбени прослави, и турнеи, и во етно ресторани, така да се по избор на побрувачката која што е во моментот, така да имам песни и за помладата публика, и за постарата, и за оние кои што не се во диаспората. Ете, овој пат песната која што ја снимив на бугарски уволнен си од живота ми ја направивме со македонска верзија и насловена е како Недостапна за тебе. Спотот го работевме со ин продукција од Охрид. Многу ми беше полесно да работам со таа продукција, бидејќи во Охрид се чувствувам како дома, а дома е најубаво кога ти е се на дофат да сработиш онака без проблем, без да се разнесуваш, инаку кога знам да патувам, знам се да понесам од дома и повторно кога ќе се вратам се да ставам на свое место и многу време ми одзема сето тоа. Но ете го снимавме за брзо време, во еден ден со 5 стајлинзи. Го сработивме максимално добро, со трпение и јас сум задоволна. Сега оставам публиката да си го каже своето, бидејќи јас не сум компетентна да кажувам за она што го работам, туку мое да работам, а другите да го проценуваат. Вели песната Недостапна сум за тебе. За кого си ти, Елена, недостапна? Имаше пред некој ден еден наслов, прочитав во вечер, викаат Недостапна сум за сите оние кои што ми нанеле зло. А таквите не би сакала да давам акцент, но во последно време многу повеќе ги има. И јас викам човек колку е подобар во нештата, колку повеќе успева, како на нашиве поднебја, како повеќе да им смета сето тоа. Но тука сме да работиме, другите да не критикуваат, да не коментираат, да не осудуваат ако е потребно. Јавните личности се изложени на сето тоа, но не знам, јас како верник секогаш Бог ме учи да бидам толерантна и трпелива за сите. Можеби тоа е мојата величина, што сум се уште успешна и во музичката кариера. И навистина не замерувам многу, но оно што има што да замери, секогаш тука сум за да му одговорам. Оно што ми е интересно за тебе како музичар е што многу често, па слободно можам да кажам и можеби најмногу од сите на музичкава естрада правиш фотосесии. Најчесто се тие провокативни, меѓутоа со вкус. Колку време ти треба да снимиш една фотосесија? Потребно ми е само еден ден. Следуваат претходно подготовки околу моите стајлинзи, но кога правам фотосесии, гледам да завршам во еден ден. И тука можам да сработам неколку фотосесии кои што во иднина ќе ми бидат потребни за промовирање на моите гостувања, на освежување во музички план, како и мојата публика да видат нешто ново од мене, така да се прави плански. И не ми е воопшто тешко да го работам, бидејќи јас навистина уживам во оваа професија. Задоволство ми е, а кога професијата е задоволство, навистина ништо не е тешко. Гледам да ги избалансирам и приватниот и професионалниот живот. И ете, се снаоѓам на сите полиња. Ти си после Мдуле и Коки, мислам дека единствената која што потпиша договор со бугарската продуцентска куќа Pioneer.
Во Бугарија си исклучително популарна и често снимаш за нив. Како дојде до соработка со Pioneer? Во соработка дојде од едно мое гостување во Бугарија. Настапував таму во општина Симитли, каде што имаше многу пејачи, многу изведувачи од различни жанрови. Како македонски представник бев избрана јас и менаџерот кој што ме имаше повикано да настапувам таму, стапи во контакт со Pioneer продукција и моја желба одамна беше да склучам договор со некој, дали од Гранд продукција или од Pioneer. Ете се случи тоа во Бугарија, откако го испитав пулсот, што би ми донесло и какви се условите, дали би ми одговарале, бидејќи кај мене се работи за особа која што не е почетник, а на сите нив им одговара токму почетник. И сега условите кои што јас си ги задржав се во македонскиот пазар воопшто да не ми влегуваат и тоа ме освои. Инаку секој гледа како продуцентска куќа да те врзи и да те присвои, но кај мене беше невозможно тоа, бидејќи јас сум фамилиарна жена и не можам да отсуствувам и да се преселам да живеам таму. Така да ми одговараше понудата која што ми ја дадоа во Бугарија. И ете се случи, сега работиме неколку песни, во план е да се сниме сега српска композиција, бидејќи тие планираат од мене да направат балканска пејачка, бидејќи она што го видоа, гледаат дека работа ми пеам на повеќе јазици и воопшто не ми е тоа проблем. Пеев на српски, на бугарски, на турски, на индиски, сите материјали, значи што им ги пуштив, ги преслушаа и видоа дека на португалски и видоа дека можат навистина да направат интересен пакет. И сега најмногу тоа зависи од мене колку можам јас да си дозволам. Навистина ми е голема обврска бидејќи во Македонија имам премногу ангажмани и јас стојам на располагање кога имам ангажмани, секогаш прифаќам да настапувам, но се зависи од тоа дали сум слободна тој термин, бидејќи секогаш приоритет ми е овдешниот пазар. Она што ми е интересно за тебе е што си многу транспарентна во изјавите. Кога се во прашање твоите колеги, чисто знаеш да кажеш колку и да ме оговараат зад грб, знам дека сакаат да бидат како мене. Мене тоа може да ми послужи само како мотивација да одам напред и доволен показател ми е што ете гледам дека го следат мојот правец, мојот стил и сигурна сум дека подсвесно сакаат да бидат на моје место, но навистина некогаш знае да ми биде многу криво да кажам, зошто неправедно пресудуваат нешто и ајде сите имаат по нешто да кажат, секогаш имаат по едно ама, што е небитно, но јас викам луѓето се најнеблагодарното нешто, бидејќи на човек колку и цел живот да му дадеш, а еднаш да не му дадеш, ќе го запамти само тој пат што не си му дал. Другите пати ќе ги занемарат. Така и во музичкиот свет. Ние секогаш се сопкаме вместо од своји луѓе, никој не ни е крив, но другите слабоста наша ја користат и одат напред. Јас секогаш стојам за тоа дека во Македонија имаме најквалитетни естрадни уметници, музичари, значи музички сме ние најплодно поднебје, но некако на површина не знаеме тоа да го пласираме и да бидеме сложни за да го истуркаме нештото. Секогаш оставаме да се прават сопки зад кулисно, да може некој што оди напред да се омаловажи, да се измисли некој скандал и другиот да се намести на негова позиција. Јас тоа не го гледам така, но ете, моето искуство досега со многу ситуации се имам соочено и сето ова од искуство го зборувам. Јас 23 години пеам и навистина ова е многу тежок пат сам да го изодиш, а не пак како фамилиарен човек со 3 деца. Кога беа поплавите во Скопје, ти беше една од оние јавни личности кои што им помагаше на луѓето. Имав прилика да видам фотографии од тоа како се носат таму пакети. И повторно тогаш најдов на коментари дека тоа го правиш за да се наметнеш на за публицитет. За публицитет. Да, секако сум виновна. Така, да.
се навикнав на тоа да сум виновна, без разлика кога ќе кажат таа се разголи, јас сигурно дека приватно не се разголувам, јас тоа го правам професионално. Значи самата професија го бара тоа и не знам што е различно што другите примаме таква слика на уметници, а од нашите е многу тешко да се прифати. Јас гледам само да не изостанувам, да сум во тренд, да фатам и помлада генерација, бидејќи секоја генерација има нови фаворити. Ете и моите деца имаат нови фаворити сега во музичкиот свет. И јас гледам секогаш да знаеме да се носиме со моменталниот тренд и да не изоставуваме од тоа што другите соседи го прават. И сама се борам во ова, а многу поблагодарно ќе биде и другите да ме поддржат, да прават она што е во тренд, да бидеме сложни, да правиме дуети кои што ќе бидат интересни за нашата публика и мислам дека само така ќе успееме. Тогаш кога бев озборувана дека тоа го правам за публицитет, помагајќи на оној кој што изгубил свој најблизок, не знам, значи, тогаш го осетив тоа дека човекот е најнеблагодарен и кога најмногу си посветен, дури и што и да направиш не вреди, но најмногу критики тогаш добив од неколку мои колешки кои што ги побарав за да се ангажираме, бидејќи во самиот момент кога појдов јас на местото за да донирам, во тие 2 дена направивме хуманитарен концерт со градоначалникот на општината Охрид и помогна максимално да се направи, да се обезбеди озвучување, бина, а јас да ги соберам колегите од естрадата. Дури и тогаш оние кои што ги повикав се осетија неколку од нив, значи дел од нив, не сите, зашто имаше колеги кои што навистина со еден збор помогнаа и таквите секоја чест за соработката, така и треба да настапуваме, но имаше и тоа оние најнебитните кои што се одамна заборавени, никаде ги нема на естрадата, тие најмногу галамеа и постираја дека како може да се обирам поени, па не се поканети со покана специјално изработена и такви некои изговори. Значи тоа го направивме во 2 дена за да можеме да помогнеме на луѓето кои што им е тешко. Се собраа во 1 час програма која што организиравме во минимално кус период од 2 дена. 2000 евра се собраа и ги дониравме на оштетените. Тоа беше најмалку што можев јас да направам, инаку приватно што можев да обезбедам, однесов на самото место и дониравме, но доколку малку ставиме прст на глава, да го направеа уште неколку колеги истото, многу повеќе ќе се собереа. Не е само да критикуваме, тогаш туку да јавно ги повика колегите да ти се приклучат во организацијата околу тој музички настан. Така, јас видов дека и имаше и хуманитарен концерт со преку телевоутинг, преку јавувања, следната недела направено, но никаде ги немаше и многу малку средства се собраја. И тоа е навистина жално, бидејќи ние треба да си поддадеме рака кога ни е најтешко. Колку твојот сопруг те поддржува во тоа и колку му смета кога ќе те види во провокативна фотосесија? Може би не ме гледа толку многу колку што јас знам да вадам материјали од мене. Мислам дека многу не обрнува внимание на тоа, но поголема штета можат да направат луѓе кои што можат да извлијат врз неговата свест, отколку тој колку е свесен, јас што можам да направам и колку може да е опуштен во таа смисла. Так. Значи не се сомнева во мене, секогаш верува, можеби и затоа уште сме тука во Македонија, инаку одамна неговата желба беше да заминеме во Австралија да живееме, но гледа е сколкав бунтовник сум за да останеме во напред со музичкиот свет и но секогаш вика јас сум сигурен, жено, ти колку знаеш и колку се бориш, но џабе е кога вие немате слога како колеги. Так. И тоа го увидел на неколку наврати, но ете што да направиме. Треба сите малку по хумано да гледаме на работите и јас викам човек кога дава и му се враќа. Мајка си на 3 деца, како успеваш да ги согласиш музичките обврски и грижата околу обврските околу семејството? Иако имам јас помош, бидејќи имам дадилка околу децата, но сепак најголемиот терет е на мене, бидејќи се случува, ете како вчерашниот мој ден, така? Имав закажано многу средувања околу козметички салони, околу
сите тие подготовки околу стајлинзи што треба да ги направам, значи јас кога доаѓам во Скопје гледам да направам неколку гостувања, да поминам неколку емисии бидејќи неизводливо нонстоп да одам и да се враќам. И најголемиот товар е на мене, но секогаш гледам принципиелно да биде распоредот направен за следниот ден, за да не сум избезумена од каде да почнам. И секогаш плански правам програма, во толку часот тоа, во толку тоа, децата да се земат, другото да се врати, па кој на фудбал, кој на модерен танци. Сите тие обврски гледам да ги усогласам. Тука ми помага и мојот сопруг, бидејќи тој ми е поддршката во музичката кариера и мислам дека без неговата согласност одамна ќе беше распаднат или бракот или пак кариерата. Уште едно прашање имам пред крај. Велиш во Австралија, односно кога одам на турнеја, пеам изворна македонска музика. Од друга страна, овдека ги мешаш музичките стилови, а неодамна имаше и песна, односно соработка со Роберт Билбилов, каде што всушност пееше поп музика. Некаде прочитав дека всушност ти кога си започнала да пееш, си започнала со поп музика или? Не. Значи кога започнав да пеам, започнав со фолк музика, но како што се одвиваа работите, јас секогаш гледав да направам, да наметнам еден урбан фолкер на македонската сцена. И така и се сметам, бидејќи постои типичен фолк за пеење, типични народњаци. Јас не се класифицирам во нив, туку јас сум урбан фолкер, кој што секогаш на своите гостувања знае да понуди и поп, и етно, и фолк, и сите тие стилови јас одлично ги пренесувам, така да ноќта која што гостувам поминува многу брзо, бидејќи кога ќе направиш неколку сплетови од сите овие комбинации, ноќта ќе помине веднаш. И не ми е тешко да пеам, кажав, и на ниту еден јазик. И она што сакам да го наметнам е тоа што сакам да оставам пример на помладата генерација да не ја заборават фолк музиката и дека не е толку лоша за слушање, бидејќи ако наметниме нов правец, ако го пратиме трендот, онаа младина која што оди низ клубовите во Македонија слуша токму турбо фолк, а јас не пеам ништо помалку од оние срби кои што ќе ги донесат овде, само што ние коштаме многу помалку за разлика од нив. И ако ние сме сложни и си ги викаме своите интерпретатори без разлика дали се народњаци или забавњаци, за сите ќе има живот овдека и многу ќе ми биде помило да ги даваме парите на наши уметници отколку на туѓите, бидејќи само со слога и само со почитување меѓусебно можеме да успееме, инаку други ќе ни го собираат медот. Елена, ти благодарам што беше гостин во студиото. Мило ми беше. Вам, драги мои, ви посакувам секоја добра.